Благодарам, председателе. Почитуван колега Панче Орцев, 2 дена се објаснуваме зошто цената од првичните предвидени со физибилити студијата од 104 милиони, сега е 206 милиони, меѓутоа упорно вие одбегнувате да ги слушате фактите. Нема да се повторувам со министерот, само ќе направам една допуна на бројки кои што се лесно проверливи, бидејќи битуменот е берзанска роба, која што не се произведува во Македонија, можете да ја увезете од Панчево, има Бугарија, Грција и така натаму. За ваша информација, 2008 година било 18 денари цената, 2010 година 32, сега цената се движи од 33 до 36 денари. Исто така, фракцијата камен, кој што е дел од патиштата, 2008 година 1 тон фракција било од 220 до 250 денари, 2010 година било 300 денари, сега е 330 денари. Ако ја направите споредбата, ќе видите колков е порастот на цените на основните материјали, суровини кои што влегуваат при изработката на асфалт. Меѓутоа, очигледно овие работи на вас не можете да ги разберете, затоа што не сакате да ги разберете, туку сега едно добро законско решение за кое што на крајот од денот верувам дека вие, поготово вие кои што доаѓате од Струмица, исто како мене, поточно сите пратеници од Источна Македонија, проект кој што го чекавме 50-60 години, ќе го поддржиме сите заедничко, иако вчера тоа не го направивте на Комисијата за транспорт и врски, и барам во контрреплика и да ми објасните како вие како пратеник од Струмица и од Источна Македонија не гласавте за проект кој што е од витално значење за развојот на цела Источна Македонија. Јас можам да го разберам колегата Благој Стојановски кој потекнал од Автокоманд овде од Скопје, меѓутоа не можам да ве разберам вас, кој исто како мене секој ден патувате по патиштата од Источна Македонија и исто така го поддржувам фактот дека ги имаме најлошите патишта во Југоисточна Европа. И затоа не сакам да одиме со празни фрази и зборови како владата наместо Скопје 2014 требало да го направи овој пат, како патот Радови Струмица сте поднесувале амандмани. Патот Радови Струмица е веќе готов, по тој пат и ние и вие возиме секојдневно и знаеме какво олеснување во комуникацијата и на транспорт на роба и на луѓе во источниот дел на Македонија. Секојдневно поминуваме и ги гледате геометрите кои што веќе го изработуваат проектот за патот Радови Штип и со започнување на оваа делница веќе граѓаните на Струмица и Струмичкиот регион го скратуваат патувањето за Скопје прво за некаде 23 километри, второ некаде за половина час. И затоа без празни демагогии, туку сите заеднички да го поддржиме овој закон. Благодарам. Благодарам, господин Торцев. Панче, контрреплика.